Владата нема соодветен концепт за соочување со последиците од економската криза, реагираат од ВМРО ДПМН на сетот старо нови мерки на премиерот Димитар Ковачевски. И покрај мерките за замрзнување на цените и ограничувањето на маржите, инфлацијата не сопира. Опозицијската партија критикува дека комплицираниот модел на Ковачевски за намалување на акцизата не гарантирал дека ќе придонесе многу. Премиерот Ковачевски денес предложи комплициран модел за намалување на акцизата, кој не само што не го разбра јавноста, туку и не гарантира дека ќе придонесе за намалување на малопродажната цена на горивата. Што да се каже за мерката намалување на данокот на додадена вредност за централното грејење, електричната енергија и одредени видови основни животни намирници. Ако мерката за намалување на акцизата е премалку, ова намалување на данокот на додадена вредност сигурно доаѓа предоцна. ВМРО ДПМН бара итен ребаланс на буџетот кој ќе предвидува покачување на платите во образованието, здравството, полицијата, армијата и покачување на пензиите за 20%. Бараат изголемување на дотациите на општините, а Народната банка повеќе да се посвети на ценовната стабилност и спречување на растечката инфлација. Пратениците од ВМРО ДПМН побараа итно да се закаже седница на која ќе се расправа за укинување на данокот за додадена вредност на храната и да се преполови акцизата. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски на својот Facebook профил објаснува како со намалување на акцизата на горивата за 50% дизелот ќе поевтини за 9, а бензинот за 13 денари. Сепак овие два предлози ќе бидат ставени на дневен ред на седницата следниот вторник. И Левица ги поддржа овие предлози, а од Демократски сојуз само преку соопштение информираа дека цените на нафтата и гасот треба да се одржуваат преку намалување на акцизата, но не се знае дали ќе има согласност помеѓу политичките партии за колку проценти ќе биде намалувањето.